Голем дел од децата со инвалидитет немаат можност до крај да се школуваат. Тие пак кои успеваат да завршат високо образование не може да се вработат. Дритон Фетај од село Пршовце, лице со посебни потреби, има завршено правен факултет. Со години се пријавувал во Центарот за вработување. Бил повикан од една фирма за работно место според неговото образование, но кога дошол на интервју и кога собствениците увиделе дека станува збор за лице со посебни потреби, му понудиле работно место хигиеничар. Дритон револтира не сакаше јавно да зборува пред камера за дискриминацијата на општеството кон него, ни раскаже неговиот татко. Го гледам детето се загрижува. Загрижен ми седи нон-стоп, без работа. Вика, тато сум завршил факултет, а седим дома. Не повикува на разговор и кога ќе слушнат дека има тоа и го избегнуваат разговорот. Кога станува збор за вработување на лицата со посебни потреби, подобра не е состојбата ниту во институциите. Например, во општина Тетово од над 500 вработени, само 5 лица се со инвалидитет. Мамут Изири е еден од нив, но тој како и останатите се соочува со безброј инфраструктурни препреки во самата општина, а голем проблем е што се уште не може да добие решение на неопределено време. Веќе работам во општина Тетово веќе 9 години. И каде што уште не ми е статусот како со решение, без статус сум уште. И што се малку потеши, например, количкаши, што се, нормално тие ми треба поче услови. Не само во канцеларијата да биде пристапна на него, не му треба и туалет и тоа што да ги извршува тие секојдневните работи. Но проблемите на лицата со посебни потреби започнуваат од нивната најмала возраст во образовниот процес. Основните училишта подолг период се соочуваат со недостиг на дефектолози, психолози и педагози. На поголема пречка, оваа категорија ученици не идуваат кога треба да продолжат со средното образование. Во Македонија постојат само 2 специјални училишта на македонски, а на албански јазик ниту едно.